И додека фотоволтаиците за производство на електрична енергија полека стануваат главниот сојузник на земјоделците, особено на оние во државите од Медитеранот, каде подпластеници покриени со вакви панели, се создава микроклима посебна за секоја култура и годишно растенијата даваат и по неколку берби. Тоа кај нас е табу тема. Дел од растенијата исто така, не само во пластеници, растат многу добро и под фотоволтаичните панели, ако се тие направени на доволно голема висина над нив, а на тие места па каде што нема вода или хидросистем, со помош на бесплатната енергија од сонцето може да се извлекува вода и да се наводнува. Јас ве уверувам дека користејќи оваа технологија може да одгледуваме во пластеници многу поголемо количество на храна, кое што би било многу поквалитетно отколку таа храна што ние увезуваме, меѓутоа сепак за тоа треба да постои стратегија. Значи кога таа енергија би се користела во помош за добивање на тие микроклими или добивање на излекување на вода од овие региони, ќе имаме многу поголемо производство. Уште пред 7 години Зора Митрески од Прилеп, експерт во полето на фотоволтаиците, со група на ентузијасти биле во посета на нашето Министерство за земјоделство, каде што ја презентирале оваа иновативна идеја, но добиле само тапкање по рамо дека проектот е одличен, но не добиле никаква друга помош истиот да се реализира. Може да направиме не 3 култури, него 4 или 5 култури, користојќи ја исто и така LED технологијата, затоа што е познато дека секое растение реагира соодветно на одредена светлосна фреквенција. Како реагираат тогаш институциите на презентација на оваа идеја? Беа импресионирани од самата идеја, меѓутоа не најдовме на разбирање, немале наводно соодветни средства. Со овие позитивни примери, за жал, воопшто не се запознати земјоделците во Пелагонија. Беџет Исламовски е еден од поголемите производители во овој крај, кој што обработува над 200 декари земјиште, засадувајќи го со најразлични култури. Дали некој од вашите колеги од земјоделците употребува? Нема никој до сега. Еве јас тој едниот што сум заинтересиран, имам бушетенето сега деној веќе го тестираме бунар ако има вода, планирам да редам панели. Зошто да трошам нафта или бензин со агрегати да се мачам. Дневно колку трошите, пример, нафта за наводнување? Дневно цел ден јас како ќе имам околу 100 декари летни период, да речам тутун, бостан и пипер. Значи дневно нема да ми стигне 10.000 денари нафта нон-стоп агрегато да работи. И од Агенцијата за поддршка на земјоделството истакнува дека кај нас скоро и да нема вакви примери, а за да поставувањето на вакви фотоволтаици биде поддржано од ИПАРД или други национални програми за субвенции, треба да има и одредени законски измени. И законодавецот треба да каже дали ќе даде соодветно одобрение за градба на таквата површина, затоа што таа површина доколку појде како градежна, се губи во делот на земјоделска површина. Доколку најдат соодветно решение за таквите постапки, сигурно дека ќе има и конкретни баратели за тие култури. И наместо искористување на сите овие потенцијали, Македонија се уште останува увозно зависна земја за храна. За Сител, Дарко Штарговски.